Архангел Михаил на сите што слават или куќна слава или имен да ним честитам. Се надевам дека ќе најдеме на кооперативност и брзо ќе привршиме сега со оглед на тоа што повеќе пратеници или скоро сите треба некаде да бидат вечерва. Не е баш убаво времето и пријатно за патување. Се надевам со апелот ќе замолам да ако може да се заврши, бидејќи да не подсетувам заради почит кон некои други празници, без разлика што не се државни празници, ние одредени денови не работиме. Многу дебатиравме за овај закон, ја само уште еднаш сакам да повторам нешто што е новина, а тоа е дека целата оваа какафонија со овај закон е добро позната. 7 пати се менува само во оваа година, со амандмани се обиде парламентарното мнозинство нешто да промени, а колку грешки се прави е доказ дека постои уште еден амандман од председателот на комисијата, повторно техничка природа, за брзањето на носењето на овај закон. Зошто се носи овај закон? И тоа најдобро со амандманот го потврдија парламентарното мнозинство. А тоа е дека изменетиот член 9 сега се однесува или е поврзан со договорот со Руската Федерација за изградбата на кракот на гасоводот. Сакам да ја подсетам јавноста дека во тој договор кој што е потпишан, за кој што Европската комисија стави забелешки во последниот извештај, и за кој што македонската страна како влада требаше до 14 октомври да достави одговор зошто потпишала договор кој што е спротивен на стандардите нормирани во Европската енергетска заедница. Имено во членот 7 пишува дека од кога ќе се направи техничка анализа на трасата, земјишните парцели неотповикливо се предаваат на компанијата што треба да го гради. Имено ако руската страна, бидејќи тие ќе прават анализата, зацртаат гасоводот да помине низ одредена парцела, без разлика од каков тип се однесува, нема да се чека завршувањето на имотно-правните односи, нема граѓаните на Република Македонија да добијат некоја нормална пазарна цена, туку ќе мора земјиштето веднаш да го предадат на руската страна. Зошто го споменувам ова? Затоа што сведоци сме овие 2 дена на сериозни поместувања или афери кои што постојат околу јужниот тек и во Србија. Имено таму пред 2 дена заради подкуп е уапсен рускиот представник во компанијата од Газпром, што е представник во нафтената индустрија на Србија, заради овој процес. И второ, Европската енергетска заедница на пресконференција зборуваше за неусогласеноста на договорот, истаков договор што го има и Србија со Руската Федерација. И затоа мислам дека граѓаните на Република Македонија треба да знаат дека ВМРО, ДПМН и ДУИ носат закон со кој што, ако за потребите на гасоводот или за потребите на автопатот, на руската компанија, односно на кинеската компанија, им се допадне вашето земјиште, тоа тие ќе го земат без да ви платат оштета. Вие потоа ќе треба да одите на суд, кога тој процес ќе заврши, знаеме какви се нашите судови. И затоа сакам да укажам на ова, сведоци сме на примери кои што ги имавме овие денови, каде што за потребите на објекти како што е железницата, земјиште купено 55.000 евра, им се исплаќа само по евро и пол квадрат, додека граѓаните на Република Македонија, без разлика колку им нуди државата, данокот на имот мора да го плаќат по онаа цена која што е дефинирана во стандардите од страна и нормативите од страна на Министерството за транспорт и врски. Навистина двојно се оштетуваат граѓаните на Република Македонија со ова. Не за џабе Европската енергетска заедница, односно Европската комисија има пропишано некои норми и стандарди, и не за џабе самата Европска комисија отвара многу дилеми со
Газпром, односно со Руската Федерација, за договорите што ги прави со земјите во кои што таа учествува. Има и други примери, например вчера во соседна Бугарија распишан е нов тендер за оние што ќе изработуваат патеката или трасата на гасоводот, бидејќи минатиот пат тоа било направено онака како што било направено во Македонија, што пишува во договорот, односно со однапред позната компанија. И затоа навистина, еве, сосема на кратко, сакав да укажам и на ова според, не само според европските стандарди, туку и според нас, лоша појава, во која што на граѓаните на Република Македонија, без разлика дали е земја, куќа, зграда, ќе им се одземе земјиштето, тие ќе градат таму, а имотно-правните односи ќе се решаваат потоа на суд и не знаеме кога граѓаните ќе си остварат својата правда или право или фер плаќање на она приватно земјиште што било кај нив. За жал, ова е само да се имплементира или да се имплементира ратификуваниот договор со Руската Федерација. За жал, еве и 2013 година ќе заврши без гасификација, иако граѓаните на Република Македонија се свесни. Јас тука ја поздравувам иницијативата на министерот за здравството за гасификација на клиничкиот центар, што е најдобар доказ дека гасот во Македонија постои, дека било кој што сака да се приклучи на гасоводниот систем може тоа да го направи уште вечерва, дека тоа не чини многу пари и дека апсолутно гасификацијата на клиничкиот центар е доказ дека не треба да се копа нов крак од 100 и кусур километри до Србија. И затоа не треба да се оштетуваат граѓаните заради бизнис интереси кои што ги има владата, бидејќи компанијата што го нуди гасот и кој што е приклучен и клиничкиот центар е 50% во собственост на државата. И навистина со овие две нелогичности или две точки сакам да ја алармирам јавноста, да апелирам на разум и на домаќинско работење кое што за жал го нема, за почитување на приватната собственост која и по уставот е светина, но очигледно во овој момент бизнис интересите превладуваат во Република Македонија. Благодарам.